Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. За ова видео бев поттикнат или ме инспирираше или ме испровоцира можеби зборот на годината за 2024 година според Оксфордскиот речник, збор кој што се избира секоја година по еден збор. За оваа година зборот е brain rot, или на македонски може да се преведе како гниење, скапување на мозокот, значи не станува збор за, не се мисли на буквално распаѓање на мозокот. И си има дефиницијата гласи тоа е наводното опаѓање на менталната и интелектуалната состојба на личноста поради преголемо конзумирање на неважни и тривијални работи, особено на интернет. Со други зборови, тоа е кога без да обрнуваме внимание, одсутно, без да размислуваме, скроламе на телефонот или на компјутерот и гледаме содржини кои што всушност се реално празни и многу често глупави, значи тоа се некакви мемиња можеби или слики направени со AI, значи кои што сосема бараат сосема мало внимание и одиме на следното нешто и на следното нешто и така натаму. И ова мислам дека може да ни звучи малку и смешно и така натаму, меѓутоа мислам дека е сериозен феномен со кој што се соочуваме и не би сакал да го погледнам од некаква психолошка или социјален аспект, толку колку што ме интересира како е овој недостаток на внимание и немањето капацитет да се фокусираме на посериозни содржини поврзан со читањето и со литературата, и ќе ви кажам како може според мене читањето да направи нешто во врска со тоа. Меѓутоа интересно е што тука не сме стигнале преку ноќ и постои еден прогрес, постои една еволуција тоа како луѓето ги примаат информациите и во однос на литературата секако широко земена. Тука би ја ставиле и поезијата и драмата и така натаму. Како ги перцепираат луѓето, како ги примаат информациите и приказните се развивало низ текот на историјата, значи ако најпрво тоа пренесување било усно и фокусот било на она што е изговорено и така натаму и го слушале луѓето, значи почнувајќи од древни митови, епови и така натаму, нели во дури Илијада, Одисеја, значи тоа се епови кои што требало да бидат испеани, кои што требало да ги слушне човек и да биде присутен за да ги слушне. Така што немало можност луѓето да ги читаат како што си замислуваме ние денес. Првата една клучна револуција се случува со Гутенберг и со печатницата, значи тоа зборуваме некаде почетокот на 16-тиот век. Меѓутоа, дури од кога почнува да се печатат книги, на самиот почеток тие книги се големи, габаритни, скапи, значи не можел секој да си дозволи да има книга и барало многу време да се направат и биле многу скапи. Плюс, згора на тоа, значи, повторно се уште голем дел од луѓето биле написмени. Значи, дури подоцна гледаме со како што се развива печатењето, буквално печатењето, весниците, значи тие памфлети, филозофски книги, есеи, како и да е, значи тие биле буквално главен начин на пренесување на информација, со тоа и на влијание, значи буквално оно што денес е за нас интернетот или телевизијата, во тоа време биле печатењето на информации на хартија и раздавање и така натаму, или купување, претплати. Подоцна се случува една нова револуција или две револуции една до друга, тука се радиото и телевизијата, со тоа што телевизијата прави многу поголем скок во однос на тоа како ги примаме информациите, како ги примаме приказните, нели со развојот на фотографијата, подоцна на филмот. Значи, ако претходно додека си соочен со една книга, значи имаш црни букви на бела позадина, и потребно ти е време, потребно да го конзумираш тоа, да го оставен си насамо со книгата. Значи, телевизијата прави еден огромен скок со тоа што нам ни е дадено се, освен мирис, да речеме. Значи, имаме боја, имаме звук, значи, се ни е дадено и речи се сите сетила се вклучени во гледањето на телевизија. И тука веќе почнува со телевизијата да се намалува нашето внимание, значи колку можеме да се фокусираме, за да подоцна имаме нова револуција со интернетот. Меѓу самиот интернет кога се става во употреба, не можеме да го споредиме
само ако се сетам на времето на блоговите или на веб-сајтови каде што треба да читаш, па некој напишал текст, па ти ќе го прочиташ, па не знам, можеш да дебатираш, да вратиш на тоа. Меѓутоа, особено со појавата и на YouTube и на платформи и на социјални мрежи каде што може да се постираат видео содржини што стануваат се пократки и пократки, тука веќе се случува еден нов феномен со тоа што диапазонот на нашето внимание се повеќе се намалува, за да конечно во последниве неколку години, нема да претерам ако кажам буквално последниве 2-3 години, ние сме сведени на конзумирање на сосема кратки содржини, до толку кратки што се сведуваат некогаш на 30 секунди, па и пократко на минута и така натаму. Мислам дека на TikTok е минута, ако не се лажам, на Instagram, на Facebook, значи социјалните мрежи. Сега тука има два феномени како може да го објасниме тоа. Едниот е дека ние навистина живееме некаков брз живот и не можеме да се фокусираме и потребно ни е нешто на кратко да ни го одземе вниманието. Можеби тоа е точно, меѓутоа тоа и се создадени потреби. Значи и социјалните мрежи, тие што ги следат динамиките и го следат функционирањето на го што го пратат како реагираме ние на тие содржини, тие сваќаат дека може да не бомбардираат со пократки содржини кои што ќе ги примиме, тука се вклучени секакви реклами и така натаму, и тоа е намерно и свесно направено за да буквално нешто се случи со да се репрограмира нашиот мозок и како ги примаме информациите. Мислам дека ќе биде потребно време, на потребна временска дистанца да се види преку научни истражувања, преку податоци како всушност влијаеле овие нешта на долга патека, на долга стаза на нашиот мозок, иако и сега може тоа да се истражува, се испитува и веќе е докажано. Имаме ние загрижувачки, имаме цели генерации кои што растат во ова, значи не им е познато бавно читање на книги, да подиш во библиотека, па земаш книга или сликовница, па ја читаш и така натаму, туку мозоците се репрограмирани да примаат кратки содржини. Сега има неколку работи што сакам да ги спомнам, тоа како влијае ова конзумирање на кратки содржини, на кратки видеа, на слики кои што забрзано се движат една по друга. Прво, не можеме да се фокусираме на посериозни содржини. Во однос на читањето, тоа значи дека одеднаш голем роман по број на страници или ако е некаков психолошки роман, одеднаш буквално не можеме да не движи, не возбудува романот и буквално немаме капацитет и немаме доволно внимание да се фокусираме и да останеме подолго во еден роман. Друго нешто, премногу зависиме од вештачката интелигенција, од AI, и со други зборови не размислуваме со собствена глава, а со тоа умира или затапува и критичката мисла. Значи, затоа што постојано некој друг размислува за нас, вештачката интелигенција ќе ни предложи каде е најдобрата храна, каде е најдобрата пицерија, не знам кој е најдобриот музеј, каде е најдоброто не знам што, постојано дали е сега зафатено на таа и таа улица или на тој булевар. Значи ние премногу се подпираме на вештачката интелигенција да размислува за нас и тоа е во голема мера окей, меѓутоа ако ние не пристапиме критички и да одвоиме време да ги преджвакаме, да ги процесираме содржините, со тоа на некој начин ја жртвуваме и критичката мисла и едноставно престануваме да размислуваме. А ако ја жртвуваме критичката мисла, тоа значи дека сме анестезирани и за реалноста. Тоа значи дека што и да се случува околу нас и сведоци сме за тоа, какви трагедии да се случуваат, ние одиме на следната содржина. И дури да има војни околу нас, има секакви трагедии, климатски промени, меѓутоа ние одиме и ќе кликнеме и ќе видиме, не знам, како мачка паѓа од втор спрат или не знам, некаква смешка или ќе гледаме нешто што го направил нашиот омилен фудбалер или како и да е. И едноставно буквално како да сме анестезирани за оно што се случува околу нас. А ако немаме време, уште една причина, ако немаме време да застанеме, а креативноста бара простор, бара и досада, бара тишина, нема да може да се роди креативна, инвентивна мисла ама не само во однос на некаква си уметност дека ние сите нешто твориме или правиме, туку и за креативни решенија за самиот наш живот, да ги разгледаме
реално опциите да се посоветуваме со другите. Ние буквално одиме како на се движиме постојано како на фабричка лента, не застануваме за да може да едноставно да си дадеме простор и тишина да се роди креативна мисла. А не само што нема простор да се роди креативна мисла, нема простор да се роди ни бунт, ниту бес. Против системот, против неправдата, против ситуациите кои што не окружуваат, малите нешта. Зошто? Затоа што ние немаме време за тоа, затоа што ние постојано скокаме од едно нешто на друго. Значи, ги изнесов овие недостатоци, овие негативни страни на тоа скролање, на тоа движење по разни содржини кои што најчесто немаат никаква вредност, нели, на тој brain rot, на тоа гниење на мозокот. Ги видовме негативните страни, меѓутоа би сакал тука да едноставно да заговарам читање. Во која смисла? Сметам дека читањето е контратежа, еден противотров на ваквиот начин на едноставно исклучување на мозокот и исклучување на критичката мисла. Мислам дека ако се потрудиме, и тоа ќе бара напор, ако се потрудиме и да влеземе во светот на романот, можеби и во аудио форма, меѓутоа и пред се во пишана форма, романот ќе ни дозволи да престојуваме подолго во одредена приказна, да престојуваме подолго во одреден свет, и тоа ќе ни даде простор некој што застанеме и да се замислиме можеби, меѓутоа ќе ни даде простор да едноставно не скокаме од една содржина на друга, од една слика на друга, и ќе може да ни даде перспектива, ќе не може да ни даде некакво сочувство, можеби некој ќе не насмее, меѓутоа ќе ни даде поинаква перспектива за реалноста, а реалноста е сочината од човечки приказни, од приказните на луѓето околу нас. За ова веќе имам зборувано и може да биде малку иронично. Јас сега ве охрабрувам да намалите со скролање и со brain rot и да читате, да се тргнете од социјалните мрежи и да читате книги. Меѓутоа стојам за тоа, затоа што и ако размислиме, ако ги погледнам и моите видеа, јас би можел да паднам на замката дека треба да правам сосема кратки видеа и не знам да бидат интересни за луѓето. Меѓутоа моите видеа се толкави како што јас мислам дека треба да бидат. Значи јас немам никаков влог во ова да пробувам некого да убедувам за нешто или да се обидувам да му продадам нешто некому, меѓутоа убеден сум во тоа и дека некојаш треба да има содржини, има интересни работи што може да ги гледаме на интернет, на YouTube, да гледаме некаква серија или филм и така натаму. Меѓутоа за тоа е потребно време и затоа да гледаме нешта што се квалитетни, што бараат можеби време, што бараат размислување, и што нема да едноставно да прават нашиот мозок да скока од едно нешто на друго и да буквално да деклинира, да се опаѓа нашиот интелектуален капацитет. Мислам дека е доста зборање за овој феномен, може да се зборува многу повеќе, меѓутоа brain rot е зборот на годината за 2024, да го избегнеме преку читање, преку застанување, преку читање на добри книги. Океј, доволно е за ова видео, ве поздравувам, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!